пратеници, денес е предлог закон за утврдување на максималните цени за болничко лекување и за тестирање на пациенти со COVID-19 во приватните здравствени установи. Јас ова го поддржувам, ќе кажам, ова требаше да се направи уште барем кога се прогласи кризна состојба во Република Македонија, за да, ако сакавме да им помогнеме на граѓаните, требаше владата на СДСМ ова да го направи уште скоро пред една година, ако им беа искрени намерите. Нешто не ми е јасно во законот, јас колку што знам, болничкото лекување се наплаќа по DRG, односно без разлика на тоа колку денови пациентот лежи на болница, пациентите, односно на плаќањето за болничкото лекување е по диагноза. Дали е ова само за COVID-19, мене стварно не ми е јасно. Значи, ќе повторам, пациентите наплаќаат по DRG, по диагноза. Значи, ако хепатитис хроника, толку без разлика дали пациентот се лекува 10 дена или 20 дена, цената која што ја наплаќа фондот и партиципацијата на пациентот е подеднаква за сите. Тоа сакам да ми го објасните и не прочита во законот дали, ако нема место во јавното здравство, пациентите ќе можат да се лекуваат во приватните здравствени, затоа што и во законот на СДСМ не ми беше јасно како и кој ќе одлучува, нема место, дежурниот лекар ќе се јавува, пример во Скопје, по сите болници да прашува дали има место, па ако цел капацитет е пополнет, па кајде сега во приватното здравство. Тие, значи, ми се две нејасноти кои што би сакала, ако може да ми ги објасните. И во однос на тестирањето, луѓето плаќаа приватно затоа што немаше тестови и покрај тоа што беа симптоми, и луѓето умираа нетестирани, и за она како власта се грижеше, не зборувам јас, зборуваат бројките. 5500 починати имаме на врвот на листата на ужасот е Република Македонија по број на починати. Ете, тоа е грижата на власта на СДСМ за здравјето на граѓаните. И за вакцините, денес имаме 80.000 вакцинирани, замислете, а сме 1.800.000 жители, само 80.000 вакцинирани граѓани. Се намалува заради колективниот имунитет. Ако не ви одговара, и одма реагирате. Да се сослушаме, Значи, ќе повторам, овој закон требаше да биде, да, за целосна имунизација зборувам. Така, и... Кирил, да се сослушаме. Имаме колешке, продолжи. Значи, како лажем? Ке ве замолам да се сослушаме. Кирил. Ке ве замолам, Ненад. Повели. Да, и во однос на болниците колку немаат инфектолози, значи и ковид центрите низ цела држава нема инфектолози, а протокол за лекување до 1 август немаше по болниците. Кога го донесовте, не знам, важно до 1 август протокол немаше. За грижата ваша и за вложувањето во здравство од парламентарен институт ке ви прочитам. Реализирани капитални расходи на Министерството за здравство како процент од вкупни расходи на буџетот на Министерство за здравство. 2010 42%, 2011 47%, 2012 47%, 13 37%, 14 26%, 2015 20, 2016 19, 17 19, 18 9, 2019 6,65% реализирани капитални расходи. Вашето владење е донирани респиратори, донирани тестови, донирана лична заштитна опрема, донирани вакцини и се донирано. Каде отидоа парите на граѓаните? Ви благодарам. Фала.